Присуството на македонскиот премиер Христијан Мицкоски на инаугурацијата на новиот американски претседател Доналд Трамп е позитивна порака која покажува дека САД на Северна Македонија гледаат како на посериозен стратешки партнер, вели аналитичарот Петар Арсовски. Аналитичарот Джелал Незири вели дека тоа е од големо значење за држава како што е Северна Македонија. Но мислам дека не треба да очекуваме спектакуларни решенија од оваа посета. Од неколку причини. Прво, се работи сепак за протоколарен настан. Трамп допрва ќе одредува својата надворешна политика. Второ, Соединетите американски држави сепак во наредниот период ќе бидат фокусирани повеќе на глобалните проблеми, војната во Украина, војната на Блискиот Исток, тензиите во односот со Кина, тензиите во односот со Русија. Македонија е мала држава на еден регион со големи проблеми, така што поканата за еден премиер на таква мала држава да присуствува на толку голем настан во САД е потврда дека интересот на САД за регионот, но и за конкретно за Република Северна Македонија останува на високо ниво и со тоа и безбедноста, демократијата, економскиот, социјалниот развој остануваат на некој начин загарантирани од страна на САД. А премиерот Мицкоски во интервју за државната агенција МИА најави дека во Вашингтон ќе има средби со високи представници и водечки луѓе од американската администрација и новата администрација на Трамп, со кои биле предвидени разговори за теми што сака, како што вели, да ги отвори и да ги затвори. Покри Брисел, Вашингтон е исклучително значајно место за нас како држава и за нас како влада. Очекувам да го привлечам вниманието за САД да гледаат кон Балканот со поинаква оптика. Мора прво регионално да го привлечеме вниманието. Незири смета дека најавените средби на Мицкоски може да донесат многу придобивки за Северна Македонија. Оваа посета, освен од дипломатско значење, е важна и од безбедносен аспект, но и од аспект на интегрирање на државата во ЕУ и решавање на сите проблеми кои стојат на тој пат, вели Незири. Со ова мислам дека господинот Мицкоски може да побара или најверојатно ќе побара поголем ангажман на САД за да се одблокира процесот на интеграција на земјата во Европската унија, а тоа значи гаранции од Бугарија дека по изгласувањето, по усвојувањето на уставните измени нема да поставува веќе нови блокади. Но Петар Арсовски смета дека Балканот нема да биде прв приоритет на новата администрација во Вашингтон. И понатаму мислам дека и самата македонска дипломатија не е целосно подготвена за тоа што да побара од администрацијата на Трамп. Вие кога имате таква можност со голема сила, треба вие да сте подготвени целосно. Тука пред се мислам на конкретните придобивки од подпишаниот договор за стратешко партнерство, кои ние не сме ги искористиле до крај. Може би некаков сериозен план за помош со евроинтеграциите и откочување на проблемот со Бугарија. Може би некакви дополнителни стратешки партнерства или стратешки односи со Соединетите американски држави, но тоа се треба да биде подготвено на начин на кој американската администрација може само да каже да. Мицкоски во Вашингтон заминува на 18 јануари, 2 дена пред најавената инаугурација на Доналд Трамп за претседател на Соединетите американски држави. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.